Македонски медиа сервис mms.mk. Уште од дете тренирал карате, но знаел дека терените ќе ги освојува и преку други спортови. Нескротливиот дух на Милан Димитровски е главниот порив, благодарение на кој овој 28 годишен штипјанец ги реди спортските успеси. Тој веќе се подготвува за нови, иако неодамна се врати од Италија, каде учествуваше на светски познатиот триатлон Ironman во италијанската провинција Емилија Ромања. Стануваше збор за евентот Ironman 70.3, значи тоа е бренд на дисциплината на триатлон, кој подразбира дистанца од пливање од 1,9 км, возење велосипед 90 км и потоа трчање полумаратон, односно 21,1 километар. На надпреварот учествувале 2440 надпреварувачи. Димитровски вели дека нема некои посебни квалификации, но мора да си прилично спремен за да успееш да го завршиш целиот предизвик во временска рамка од 8 часа. Па се пласирав релативно добро. Во различни сектори, т.е. во различни дисциплини различно се пласиравме, поради тоа што на секој си има некоја подобра страна или по-недобра страна кај што е поспремен или по-неспремен, и тоа е зависно, тоа е индивидуално за секој учесник. На пливањето бев најдобро пласиран со 886 место, мислам дека од вкупно 2400 надпреварувачи, така да од тој дел ми е на мене да речем некој форте, и сега треба да поработам на другите два дела од надпреварот. Сумирајќи ги впечатоците од надпреварот во Италија, Милан вели дека прво една недела таму бил сам, за да може да ги помине сите регистрации и подготовки, но според него успесите не се возможни без поддршката од најблиските. Но потоа денот пред надпреварот дојдоа моите мајка ми и двете сестри и девојка ми, кои што беа огромна поддршка на денот на настана, значи можам уверено да кажам дека без нивното присуство немаше да го завршам настанот. И тоа е едно страшно мотивирачко, да речем, присуство кое не ти дава да ги изневериш тие блиско до тебе или да пример да не го завршиш надпреварот. Љубовта кон спортот, трпеливоста и решителноста му го трасирале патот до разни спортски подвизи. Па така, почнувајќи со карате тренинзи, Милан обезбедил учество на Балканското првенство во Дубровник. Потоа имавме интересен подвиг со велосипеди во факултетските денови со една група од мои со уште тројца колеги од факултет. Бевме со велосипеди од Лондон до Прага во рок од 10 дена, со кампинг, со шатори, со скроз без поддршка, без ништо. Тоа беше многу некако интересен подвиг. Неколку други полумаратони имам истрчано, планински полумаратони. А иако сака адреналин, пливањето е секогаш тука како опција за релаксација. Милан ги поврзува своите почетоци во овој спорт со периодот на живење во Америка. Значи, кога ставам збор за паралела, во американските училишта и во средните училишта е пример стандардно да си има еден затворен базен, но тие располагаат со многу поголемо, да речем, буџетирање, многу поголема организација, што се надевам дека во иднина ќе дојде и кај нас. Значи, ние конкретно во моментот во Штип немаме затворен базен, но се надевам дека во некоја скора иднина тој проект би се остварил, пошто има голем број на штипини кои би можеле да го користат и да уживаат во тоа. Моментално најрасположливо за затворен базен, најблиско расположливо е базенот во Куманово, каде што е пример на 40 минути оддалечен од Штип, што не е некоја преголема дистанца за пример за 2 пати во неделата тренинг. Сериозната посветеност кон она што се сака несомнено бара жртва, како што додава нашиот соговорник. Сето ова бара рано легнување и станување околу 6 часот наутро, но без дисциплина и текот на работите би бил поинаков. За неодамнешниот спортски настан во Италија пак, Милан оценува дека му дал огромна мотивација за да се подобри индивидуално во сите три спорта, а нашата редакција му посакува уште многу успеси за кои би ја информирале јавноста. Планирам уште еден или уште два Ironman 70.3 наредната година, еден на пролет, еден на есен, па здрави и живи, по наредната година, 2026, би се префрлиле на фул Ironman дистанца, што подразбира 3,8 км пливање, 180 км точок во велосипед и потоа цел маратон или 42,2 км трчање. Но за тоа уште има време. Македонски медиа сервис mms.mk